Со владина одлука се забранува организирање на предновогодишни и новогодишни прослави на отворен и затворен простор. Со мерката се опфатени јасни препораки до верските заедници да не повикуваат на масовни собири и групирања за време на престојните верски празници. Освен за новогодишните празници, православните и католичките христијани се подготвуваат за Божик, еден од најголемите христијански празници. Традицијата која со години ја почитуваат верниците, оваа година поради пандемијата ќе биде видоизменета. На 6 декември беа собрани на Говерлевата креста традиционално собрани бадниковите гранчиња, наполнето е сосема доволен број на дрвца. Меѓутоа, ова што се одржува сега едната недела, што традиционално се одржува таму на тоа место, кај што има и медиуми и многу од мештаните и така натаму, се одложува. Ке има обракање наше не на плато, не на бина, туку преку најверојатно сега преку видеобим од Македонската православна црква, од господин Стефан, добивме дозвола 15 луѓе да влеземе внатре, да го се предаде ќупот со бадниковите гранчиња. Се ќе биде безбедно, нема да има вруќа ракија или чај што се давало порано. Другото останува на верниците да почитуваат дистанца. Од Македонската православна црква вела дека ќе ги почитуваат протоколите на здравствените власти и Божик нема да се празнува како минатите години. Веќе се откажани повеќето настани кои се карактеристични за овие христијански празници и ги повикуваат верниците на почитување на мерките за внимателност. Откажавме некои од настаните, како што се божикните прослави од типот на каде што има масовност, например бадниковите поворки, потоа собирот на бадникарите за време на бадник пред соборниот храм, божикната прослава која што се организираше од страна на архиепископот во чест на раѓањето Христово и така натаму. Ние не можеме да немаме литургија за големите празници, но можеме да направиме сето тоа да биде организирано во насока да не се загрозуваме едни со други. Ова не е прв пат христијанските верници да ги поминат празниците во поинаква атмосфера. За великденските празници беше воведен 85 часовен карантин, па празнувањето беше сведено во кругот на семејството.